За сега снабдувањето со нафта во Македонија е стабилно, а компаниите располагаат со доволно залихи, уверуваат од владата. По пуштањето на продуктоводот Вардакс, владата и компанијата Окта договориле само иницијативно трговците да ја намалат цената за 2 денара на дизелот и на бензините. На оваа тема во живо имаме во вестите Афродита Рамос. Афродита, вие со екипата на Канал 5 направивте обиколка по неколку бензински ни Скопје, па кој е впечатокот? Дали е реализирано тоа поевтинување на горивата за 2 денара? Токму така, Борислав, направивме обиколка на неколку бензински пумпи низ скопските населби. За сега цените остануваат такви како што се, односно по поскапувањето, односно дизелот се продава 85,5 денари по литар, бензин 95 79,5 денари, 98 и 100 81,5 денари по литар. За сега нема промени во однос на ова, но денеска од владата најавија поевтинување на цената на горивата за 2 денари. Ова следува по договорот кој што тие го постигнале со нафтината компанија Окта. Договорот се сведува на тоа Окта да продава со попуст гориво на трговците, а тие пак да го аплицираат овој попуст на крајните корисници, односно возачите кои точат гориво, но за сега како и од компанијата, но и Министерството за енергетика апелираат ова да се почитува и навистина попустот да стигне кај крајните корисници. Повеќе за овој договор и што тоа ќе значи за новите цени на горивата, предлагам да слушнеме од колешката Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Снабдувањето со гориво во Македонија е стабилно, а компаниите располагаат со обезбедени залихи, уверува министерката за енергетика Сања Божиновска. Снабдувањето, вели, е зајакнато преку продуктоводот Вардакс, кој беше активиран пред една недела по пауза од 12 години, што овозможило владата со Окта да договори намалување на цените на бензинот и дизелот за 2 денари за компаниите што се снабдуваат од рафинеријата. Намалувањето ќе трае до крајот на месецот, а министерката Божиновска повика оваа можност бензинските да не ја користат за дополнителен приход. Се надевам дека сите компании се општествено одговорни, ако они добијат попуст, дека ќе бидат фер кон граѓаните и дека ќе го рачунаат овој попуст, а нема да прават дополнителен профит во ова време. Така да се надевам и еден апел до сите компании, тоа што ќе го добијат од Окта, за попуст да се рефлектира во конечните цени. Директорот на Окта Димитрис Пасхос уверува дека Грција будно ја следи состојбата на Блискиот Исток и дека доколку се појави потреба, ќе се бараат нови решенија за испорака на нафта, но уверува дека проблеми со снабдувањето нема да има. Меѓународните случувања во голема мера влијаат врз состојбата на пазарот. Состојбата е тешка. Ние постојано следиме како напредуваат работите, ја држиме работата под контрола и доколку е потребно ќе се преземаат соодветни мерки за случување и слично, се со цел да се обезбеди таа стабилност на понудата. Според податоците што ги соопшти Божиновска, во моментов земјава има залихи од скоро 140 милиони литри нафта и нешто над 32 милиони литри бензин. Следната присметка на цените на горивата регулаторна ќе соопшти в понеделник, а по вчерашниот скок цените на светските бирзи се стабилизираа на околу $100 за барел сурова нафта. Така, а по денешниот објавен договор помеѓу владата и нафтениот снабдувач Окта пристигна реакција и од Макпетрол АД Скопје. Во нивното соопштение тие реагираа дека Окта и досега, како што велат, продавала по цени повисоки од малопродажните. Од Макпетрол очекува цената на нафтата и понатаму да расте и сето ова според нив ќе значи дека трговците ќе работат со загуби. Да ја проследиме и реакцијата од Макпетрол. Имајќи предвид дека добавувачот во изминатиот период продаваше по многу повисоки цени од малопродажните регулирани цени од страна на регулаторната комисија за енергетика и остваруваа профити, додека трговците на мало работеа во загуба, но не ги затворија своите продажни објекти. За очекување беше дека ќе се добијат повисоки дисконти во набавната цена.
Според Макпетрол, најдоброто решение е замрзнување на набавните цени на нафтените деривати, а со тоа би се замрзнале и малопродажните цени, што впрочем е пракса и во некои земји во регионот, како на пример Хрватска. Така, Афродита, кога би зборувале хипотетички, доколку има евентуален ценовен шок на енергенсите? Имаш ли информација какви се механизми има владата да го спречи истиот? Да, денеска премиерот Христијан Мицкоски од Кочани објасни што би превземала владата, односно какви интервенции тие би аплицирале доколку флуктуациите на цената на нафтата одат во нагорна линија поради геополитичките случувања. Премиерот Мицкоски најави дека во тој случај владата ќе го намали ДДВ-то од сегашните 18% на 10 или пак доколку има таква потреба и на 5%, а доколку ситуација и понатаму ескалира и имаме нови високи, односно многу повисоки од она што сега имаме цени, и тоа би биле веќе услови за прогласување на кризна состојба во државата. Во тој случај владата ќе интервенира и преку законот за акцизи, односно акцизата би се намалила за отприлика 2 денари. Но еве што планира да превземе владата во ваков случај, да слушнеме директно од премиерот Мицкоски. Ќе одиме со намалување на зафаќањето на данокот на додадена вредност од 18 на 10%, па имаме уште една мерка потоа од 10 на 5%, но тоа ќе зависи од цената како ќе се движи. Сега имаме, веруете, жесток притисок од соседните држави, од граѓаните на соседните држави во пограничните места. Овој понеделник кој што измина е забележан историски највисок пик на дотур на нафта и нафтени деривати на корисници. Бројката која што ми ја кажа, може би ќе ја погрешам, но станува збор за околу 2 милиона литри. Станавме држава која што во регионот е фактор на стабилност. Борче, како што напоменав пред малку, засега тоа се цените по кои се точат горивата на бензинските пумпи, но да напоменам дека овие цени ќе останат до понеделник, кога се очекува нов состанок на Регулаторната комисија за енергетика, пошто би се формулирала и нова цена. Тоа се засега последните информации за цените на горивата. Студио. Афродита Рамос беше тоа во живо околу ситуацијата со цените на горивата во земјава. Ти благодарам.